сите. Фала и што останавте на дискусијата после проекцијата. Филмот отлично го одбрав, малце сега има некоја грижа зашто го одбрав, затоа што веројатно нема многу врска со дискусијата што ќе се одигра. Но филмот го одбрав затоа што го познавав чупедот кој пред некое време загина во Скопје и се случи истата ситуација како што се случи на почеток во филмот. Загина пешак во, мислам, во покрај универзална сала, возачот си отиде, потоа друг се предпоставува дека се пријави друг, наместо да лежи наместо тој што ја изврши сообраќајката, и некако ми инспирира филмот за да го одберам затоа што некако се погоди исто да се случи во филмот и во реалноста во Скопје. Второ што сам да кажеме, планиравме уште еден гости, затоа што има сообраќајни смерт се уште во Битола на техничкиот факултет, беа контактирани 4 професори на кои нема да ги откривам имињата, но секој со различни своји причини не кеше да говори заради може политички момент, некој може западен со професионалната кариера, некој може сабота навечер сака да излегува и слично. Како и да е, беа контактирани, нека да се појават, тука имаме до нас Снежана Домазетовска, која е една од иницијаторите и активна членка од иницијативата на Точа. Иницијатива која се бори за подобро велосипедско Скопје и веројатно подобро велосипедска Македонија. Здраво, Снежана. Мислам дека сте формирани во 2012 година. 2012 април. Април првата критична маса имавме во мај 2012. Од тогаш 42, мислам. Се случи на критични маси, меѓутоа и други активности. Критична маса е значи собир на велосипедисти кои возат на луѓе што возат точак од точка А до точка Б. Со која намена, зошто? Мислам, има веќе критична маса во Битола, така што веројатно е познато, меѓутоа ќе кажам за тие што не знаат. Критична маса е собир на велосипедисти при кои што возат точак. Главната порака што ја праќа е и ние сме дел од праќа, улиците се и наши, имаме право на дел од улиците. Со тоа од една страна се мотивираат луѓе да возат точак, се укажува на поволностите од возење точак, а од друга страна на оние што не возат им се кажува ние постоиме, не има, внимавајте на нас. Во таа смисла. Гледам членовите на иницијативата на Точак од Битола тука, значи има во Битола иницијатива, во Тетово. После Скопје имаше, мислам дека Тетово беше прво, Гостивар, Битола, Прилеп. Така. Има некаде пројавено жилби, меѓутоа не се, има и Штип. Има и Штип од пред неколку месеци. Куча не биле пројавени жилби, меѓутоа не е се уште почнато. Според официјалните статистики, годишно во сообраќајни несреќи загинуваат 1.300.000 луѓе, околу 50 милиони во светот, а околу 50 милиони се повредени на годишно ниво. Многу често се зборува кога ќе се случи некоја сообраќајна несреќа, кога ќе загине пешак или велосипедист, се зборува дека тоа нема врска со архитектурата, нема врска со политиките на владата или дека тоа само лична одговорност. Тоа е лична одговорност, се случило човекот да е преморен, да е пијан, тоа нема врска со ништо друго. Дали е така? Прво за едно нешто ќе те поправам, само може ќе отиде дискусијата во друга насока кога те поправам. Да, не. Употреба зборот несреќи. Зборот несреќи е наметнат на некој начин за употреба во новинарството, во медиумите, откако после појавата на автомобилот почнува да се случуваат многу сообраќајки, луѓе гинат и тука се ствара на почеток зашто не постоела претходно колата, не постои таа култура, се ствара лош имидж за автомобилот. И затоа се ургира кај новинарите да не се користи зборот убиство, во тоа време се користел зборот убиство во сообраќај, да се користи зборот несреќи, на англиски accidents. Сега, во последно време постојат иницијативи во светот, активисти кои што се залагат за промена на јазикот целосно при опишувањето на ваквите случаи и да не се користи терминот несреќи, туку барем неутралниот термин судири. Не е убиство, не е несреќа, туку нешто на средина, судир, не знаеме што е причината, меѓутоа нешто се судирило, затоа што зборот несреќа создава впечаток на нешто предестинирано, како нешто предодредено, судбинско било, се случило, несреќа, тоа сега што да прави. Се десило, се дешаваат работи. Меѓутоа зборот судир отвора
некој се судрил со некој, па сега кој е виновен, па да видиме како да го спречиме судирот. А несреќа е нешто што не може да се избегне, судир е нешто што може да се избегне. Затоа сакав тука да коригирам. И ние се трудиме, некогаш ќе ни промакне несреќа, меѓутоа се трудиме да го користиме зборот судир. Што беше прашањето за некој дека ќе да одиме на сата? Јас го добре. Мислам дека беше затоа што личната одговорност. Значи многу често па се случува некоја несреќа, само се става акцентот на личната одговорност, нема врска архитектурата, нема врска политиките на владата, нема врска проширувањето на улиците, нема врска стимулацијата за побрзо да се стигне со автомобил од точка А до точка Б, да се вози со поголема брзина, да се стигне од работа до дома, од дома од работа. Дали мислиш дека тоа е проблем? Личната одговорност само? Лична одговорност има, се разбира мора да има, тој што направил грешка треба да одговара на некој начин. Меѓутоа нема да има никаква промена кон подобро ако не преземе и системот некаква одговорност. Впрочем, затоа постојат институциите. Имаме Републички совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, Министерство за внатрешни работи, Министерство за здравство кое што се грижи за сите настрадани, така? Ако нема системска одговорност, зошто не се институциите тогаш? Сега, личната одговорност, имам овде некои подточки напишано, е карактеристика на старите парадигми за зголемување на безбедноста во сообраќајот. Да се стави акцент да се едуцираат луѓето, ти си одговорен, однесувај се вака, однесувај се така, почитувај ги правилата, однесувај се совршено. Меѓутоа, луѓе сме, кикснуваме и современите парадигми ја земаат предвид можноста за човечка грешка. И треба сообраќајот така да се дизајнира за човечката грешка да се сведе на минимум. Значи, од тој аспект, планирањето на инфраструктурата има и такако големо влијание врз безбедноста. Тука предничат државите Шведска и Холандија со најмал број мртви по глава на жител, како му доаѓа, 3 на 100.000 жители годишно, додека кај нас е 8 на 100.000 годишно просекот, а во Европа е 5. И кај нас се стремиме да го стигнеме европскиот просек. Сега за ова современиве парадигми, поточно така наречената визија 0, сигурно има искушната. Визија 0 значи дека ниедна жртва во сообраќај не е прифатлива. Не сме да биде. Не се стремиме од 200 да намалиме на 150, па што тие 150 може да ги изгубиме, ај ќе намалиме, на 150 може. Значи, визија 0 значи дека се стремиме кон 0 жртви во сообраќајот и сите политики ги насочуваме во таа насока. Почнувајќи од дизајн на улици, од акции на полицијата, од едукација и така натаму, значи во промени во сите сфери. Во Шведска постои таа коалиција Визија 0, тука се вклучени дури сите овие што ги набројав одговорни институции, плюс дури и приватни компании, и сите заедно се стремат кон тоа. И во последниве години е многу постигнато кон зголемување на безбедноста внатре во автомобилот, зашто новите автомобили имаат поголема заштита и така натаму, меѓутоа се уште останува да се работи на безбедноста на оние што се надвор од автомобилот, на ранливите, на пешаците и велосипедистите кои што се први на удар, да речеме. И сега Визија 0 во споредба со старата парадигма ја зема предвид способноста за човечка грешка, системска одговорност наместо индивидуална одговорност. Старата парадигма вика дека скапо не чини спасувањето на животи, новата парадигма вика дека животите скапо чинат. Дека ништо не е, никоја цена не е доволно скапа за да се спаси еден живот. Дали имаш некои статистики, затоа што јас говорејќи со професорите кои сакат да дојдат тука, вика дека оваа година, иако нон-стоп се алармира и нон-стоп се случуваат несреќи во сообраќајот, не е толку алармантна како што беше во 2011, каде што имаше 198 жртви, а ова година до сега имаме 130, иако тие 130 се сепак луѓе, како што кажи, да не имал мала бројка. Дали има статистики процентуално со колку има загинати на милиони или на 100.000 жители во Македонија, во околните балкански земји, во Европа, како рангираме? Не знам колку е точна статијата на Википедија гледа. Албанија и Србија имаат, мислам дека 11 на 100.000 жители. Околниве земји значи имаат полоша од нас статистика, ние имаме 8 на 100.000 жители. Европскиот просек е 5.
5 мртви на 100.000 жители во сообраќај, шведскиот како најбезбедна земја, холандскиот се 3. Има земји како земји во Африка каде што до 40 на 100.000 жители се пришбрка, тоа е максимумот и интересно е да се каже дека како споредба земји во развој, односно неразвиени земји имаат многу повеќе жртви во сообраќај, иако многу помалку се вози кола таму. Многу повеќе се вози во развиените земји отколку во неразвиените, меѓутоа и поради лошата инфраструктура и поради образование и култура све што се близко. Да. Добро. Во Македонија има дискрепанца во мислењето дали велосипедизмот е сообраќај или спорт. Во контекст на ова ќе прочитам една изјава, ако ми дозволиш, од нашиот премиер, каде што вика затоа што се затвори велосипедска патека по Пекеј. Да. И неговата изјава одеше вака. Ќе ја цитирам за да сум поточен. Ајде да не се гради, да престанеме да градеме. Спортувањето не е лошо и точакот може исто така да се крене и тоа е спорт. Да, ние имавме реакција на таа изјава, дека штом од највисоките луѓе во државата потекнува таков став, дека јасно е зашто не се вакви политиките. Точак е сообраќај според нас и се бориме тоа така да биде прифатен како дел од сообраќајот, како дел од плановите на градовите, почнувајќи од највисоките, од генерален план да се прави на град, па се до детален, па се до изведба на улица, да биде тоа пријателски задочаци. И имаме, мислам, некаков напредок, барем во општото перципирање кај луѓето, ние што имаме контакт и некаков осет, да речам, иако немаме направена некоја анкета, па се до комуникацијата со институции, има некаков напредок во комуникацијата со град Скопје. Во која смисла? Во смисла на иницијатива, во смисла на првото барање кога го пративме до град Скопје во 2013, мислам. Назначи одговорни за нас луѓе од секторот за спорт. Као, координативно тело за велосипедизам, спорт, не викам, окей, досега тие ги правеле тие работи, нека бидат тука, меѓутоа назначете луѓе и од сообраќај. И со тек на време, кога се вклучија луѓето од сообраќај и од урбанизам, почнаа некако да се движат работите, зашто тие ги разбира проблемите, знаат што треба да се направи. И така, морам да признам, иако бавен, има некаков напредок и веќе гледаме први мали резултати во Скопје. Во стварност. Што мислиш според тебе? Неверојатно нема една причина, но кои се причините плюс за случувањето на сообраќајните несреќи? Дали тоа посебно во Скопје се случува многу често? Посебно во другите градови нема ни толку жители, нема ни толку коли, нема ни толку динамика. Која е главната причина во Скопје што се случуваат овие несреќи? Во Скопје мислам дека се случуваат над 40% од сите сообраќајки во државата, значи вклучително сообраќајки во градови, во села, по автопати, регионални патишта. Све тоа е 60%, само Скопје е 40%. Има, мислам, влијание тоа што е поголем степен на моторизација, како што ви кажа во Скопје. Од друга страна, веројатно затоа што дизајнот на улиците не е направен како за градски улици, а не е целосно направен како градски автопати. Постојат градски автопати кои што треба брзо да го спроведат сообраќајот, кај нас немаме такви, меѓутоа кои што не треба да имаат никаков контакт со пешаци, велосипедисти, автобуски постои ништо. Значи треба да се иди подземни или целосно изолирани. Има во такав градови постојат. Ни самиот град поминуваат брзи сообраќајници, ние немаме такви. Меѓутоа имаме доволно широки улици за луѓето да се чувствуваат комотно да возат брзо, повеќе отколку што е ограничувањето. Сега го симна од 60 на 50. Мислам дека и ние имавме влијание во тоа со одредени барања и притисоци. Меѓутоа се вози 70-80 регуларно, некојаш и повеќе. Голем дел од овие судири што се случија беа со брзини околу 100 километри на час. Меѓутоа тие сообраќајници проблемот што се испресечени со пешачко движење. Што поминуваат тие низ градска структура, места кај што луѓето живеат, места кај што луѓето треба да стигнат, пазари, факултети, училишта, било какви дестинации од интерес, што има на самата улица. Нормално дека луѓето тука ќе се
се движат. За исто така проблем е што на многу големи разстојани се прават пешачки премини. Па пешаците, тоест луѓето кои што пешачат, не сакам да ги идентификувам како посебна категорија луѓе, зашто сите пешачи сакаат, поради тоа што им е потребна собствена сила, не е во која да не користиме силата на некакво гориво па си нагазуваме лагано колку сакаме, туку ја користиш собствената сила и сакаш по што пократок пат да стигнеш до дестинацијата. И нормално е тие да кратат. Значи да преминуваат кај што не има обележано и тоа оние што го планираат градот мора да го имаат предвид. Тоа е човечка психологија и тоа се тие современи парадигми кои што човечката психологија земаат предвид. Земаат предвид дека пешакот секогаш ќе крати. Ти мораш да му обезбедиш најкратката патека или тој ќе преминува кај што не е обележано. Друго, велосипедистот поради карактеристиките на велосипедот секогаш ќе сака најрамната подлога. Има тенки тркала, му влијае многу подлогата и да му обележиш патека како таа не е рамна како што е рамен коловозот, тој ќе се вози по коловоз. Или пак од друга страна возачите на автомобили. Ако се направат широки ленти, 3,5 метри како што се правеа некои булевари последниве години во Скопје, и да му ставиш знак 50 км на час, тој има чувство, не има чувство, туку знае и така и е, дека при таа ширина тој може да вози многу побрзо од тоа. Затоа што се чувствува како таа ширина да му обезбедила поголема безбедност. Значи, проширувањето на улиците и подсвесно и свесно ги стимулираат возачите да возат побрзо и да не ги почитуваат. Да. Од една страна доделување на повеќе простор на автомобилите, од друга страна непропорционално доделување простор на пешаците и велосипедистите. Сведени се на маргините и во буквална и во преносна смисла. Климент Охридски имаше и пешачка и велосипедска патека. Сега има по три ленти од двете страни, претходно имаше само по 2 ленти во двете насоки. И има 50 см патека на која што има знак мешана пешачка и велосипедска патека. Со тоа индиректно општеството, градот, тие што го планираат, им праќаат порака на луѓето. Важни се колите? Не сте важни вие? Ние вложуваме за нив, тие се важни, вие не постоите, вие снаоѓајте се. И тоа од друга страна им дава сила на тие што возат кола. Затоа што градот е буквално подреден на планирањето за кола. Се толерираат прекршоците, насекаде се паркирани по тротоарите. Мене не ми е проблем, ќе се симнам млада сум, имам рефлекси. Меѓутоа има стари луѓе што немаат, има деца исто така, кои што поради тоа се зависни од своите родители да ги носат до училиште, зашто не е безбедно сами да го преидат булеварот. Знам такви примери кои што живеат училиштето на другата страна на улицата. Значи премногу близко. Меѓутоа бидејќи таа улица е булевар кој што се вози брзо, родителите мора да ги носат и да ги земаат од училиште. Тоа ме прави потполно зависни. Децата од мали нозе ги прави такви лица да се инвалидитет. Да. Кои што се многу повеќе од колку што ги гледаме на улица. Имаше сега еден прилог со еден човек од аеродромот Скопје, мислам дека неделма беше, и кажа дека има само во општина аеродром 100 инвалиди. Можам да замислам колку се во Скопје, а тие луѓе не ги гледаме на улица затоа што не се продни патеките, нема доволно пешачки патеки. Имплицитно им се кажува дека не се пожелни и не се мисли на. Всушност општеството, не знам, тие луѓе може да ги искористат, да бидат продуктивни, да придонесат некако и губи на некој начин. И не само од нив, има исто така сиромашни луѓе кои што немаат возила. Ако нема услови за... Не сакам да ја повторувам стигмата дека точак е само за сиромашни, меѓутоа треба да се обезбедат услови за сите луѓе да се движат. Според една статистика, не само која година беше 2012, во Скопје регистрирани има 130.000 возила. Се разбира има возила луѓе што доаѓаат во Скопје, што дали се преселени, дали на дневна основа патуваат, има многу повеќе од тоа, меѓутоа ако Скопје има 500.000 жители, останатите луѓе немаат можност самостојно да се движат. Има напредок некаков во јавниот превоз, меѓутоа може многу повеќе да се направи од тоа и исто така велосипедскиот сообраќај е потенцијал голем. Слободно ако сака некој да постави прашање. Филмот беше одличен.
Повеќе од одличен. И штета што не кажавме за това за филмот. Зашто? Това за филмот. Може да го рече дека навистина ова дискусија нема да биде поврзана со филмот. Ама јас сега се чувствувам во мозокот, она што би рекол Саша, малку ткао. После толку добар филм, ваква една дискусија, не би сакала да би ја проценила вашата дискусија, но ваква дискусија нека базирана на статистики, вистина не ми е во никаква корелација. Значи, штета да не кажеме според това за филмот, толку беше комплексна улогата на мажот, би требало да се зборува и за сумисивноста на нашкиот лик. Зошто жената воопшто, комплексна улогата на жената, многу комплексна, зошто воопшто таа отиде со политичарот, тој воопшто не ја приморуваше да оди со него. Зошто после така реагираше, комплексна е улогата и на синот. Не знам така. Добро, синови е своја теорија. Зошто не посветивме внимание на за не сме способни да анализираме сосема? Не, слободно. Трите мајмуни се тројцата во семејството. Да. Мажот и жената. Тука е улогата и желбата филозофски и психолошки. Колку сакаме да страдаме, дали сме добри во ситуацијата кога ќе се ставиме, како функционираме, пошто сите имат одлични етички дилеми и на изглед изгледат многу како добри луѓе. Но јас би сакал да ја довршиме ова дискусија, па потоа може да одиме на анализа на филмот. Кој сака или има критика за велосипедистот, да постави прашање на Снежана и да каже нешто, може од битолската инициатива на Точак да кажат нешто, па кога ќе исцрпиме ова дискусија. Рекол може нас ке така да прашат нешто, што Да, затоа би сакал, а после слободно, кога ќе се исцрпи ова дискусија, ви нема проблем, би останале слободно. Очигледно иначе овде кој ме интересира да Скопје го заработи толку дури. Не па, затоа би сакал да ве прашам. Очигледно што? Како од инициативата на Точак, дали имате соработка со институциите? Вака се, пошто кај нас Виктор го нема за вака статистички работи, да не кажува што препроти на тези статистички работи. Инако, ако соопштина многу тешка од работите, едноставно никак. Никак. А си имате обидено? Сега, но некако. Има сега кај обиди. Исто и Виктор работи, пошто е попачната работи на неките работи. Беше многу тешко и го оставим Виктор, тој уште се труди некако, ама и не тешко може. А кој е нивниот одговор? Зошто не соработува со вас? Тие не рекаме да не соработуваат, туку се остава за потоа. Тој беше пола на уборница. Ма ќе дојде до онеца или не? Што на уборница? Имате како соработка или заеднички состаноци со инициативите во Тетово, во Битола, координација некоја? Имаме комуникација, повеќе неформална, имавме сега една, да речеме, поформална средба во Скопје во врска со ова што се случуваше и нашата идеја е да пратиме некакви заеднички пораки до јавноста, да биде тоа посилно, сега особено зашто ни доаѓаат избори, да се обидеме да не знам, да се поставиме како фактори и она што го бараме да биде перцепирано како нешто посериозно. Доколку сите од сите градови сме заедно. Имаме една листа на барања во однос на зголемување на безбедноста, има листа на барања во однос на зголемување на промоцијата на велосипедот како превозно средство. Така да ги упатиме. Ова прашање за Битола и за Скопје. Дали имате стриктни рути каде што сакате да се постават велосипедски патеки да се прошират? Дали одите до толку детално или тоа го оставате на институциите и идете на одборите за сообраќај? Моментално во Скопје како да кажам, се врши реализацијата на проектот Скопје Велоград. Велоград е нешто многу повеќе од тоа што се прави, меѓутоа тоа е името на проектот. Се реконструираат постоечките велосипедски патеки, кои што се негде 50-60 км должина и плюс некои кратки нови ќе се направат, некакви конектори меѓу нив. Тие се патеки кои што веќе постојат и ние во нашите од 70-тите уште
тоа веројатно многу малце се пипнати. Во нашите барања не наставивме мегаломански Скопје ќе го правиме одма велоград, улиците затворете ги за коли, туку побаравме она што веќе го има Скопје да се стави во функција, зашто патеките се со дупки, има постојки насред патеките и така натаму, има милиарда проблеми, има високи рапници, да се направат возливи, да се направат потребливи, просторот сега го имаме. И тоа моментално се случува, започната со една игрута и ќе продолжи до 2017 крај би требало да заврши тоа. Па кога тоа ќе се случи, после ќе бараме и повеќе, се разбира. Значи, во однос на тие рути, дадовме наше мислење, стручните луѓе од град Скопје си го подготвија проектот, не ги дадоа рутите назад повратно да дадеме мислење и дадовме мислење, некакви корекции, мислиме дека ова треба вака, ова така. Најголем дел од забелешките ни ги прифатија и така. Се чека да се имплементира. Да. Една е речиси имплементирана, но во најголем дел. Соработката на Точак Скопје и Општина Скопје е многу подобра од на Точак Битола и Општина Битола. Имате некои стриктни барања? Мислам дека клучно, извини што ќе те прекинам, наидовме на правите луѓе од другата страна. Луѓе што самите возат Точак и знаат што се проблемите, знаат што се предностите, доколку останавме само со луѓето што немаат контакт со тоа, мислам дека ќе одеше многу побавно. И ова е побавно што ние би сакале, меѓутоа сепак е некаков напредок. Околу ова прашање во Битола, вашите барања кои беа? Ништо, значи, кај нас имавме барање ние да видиме како докара да работа, тоа што се бараше дека Битола ќе се прави велосипедски патеки. Значи, во Битола има само поставено знаци на одредени места, а патека не. Нема никој. Иначе има направено Паркинг за ночар. Има и така. Аз им дадав план, значи, тоа треба да се даде велосипедска патека по Битола. Од 99 нацрт план, Да. како треба да изгледа Битола со велосипедски и пешачка патека. Од 99. Спроведеност Нула. 0. Значи, има знаци и поставени пешачки премини со обележување за велосипеди, кои што не се уште обележени, се од Веро према кружниот Црмоз, значи тој дел е само одреден за таква можност со знаци, без никаква друга регулатива да има пешачка патека. Само знаци има, ништо друго. И за нашите велосипедски патеки за чесот. Значи, залив од това и некако ни дават нека места за да може да поставиме, сами ќе ги наѓеме. Да, значи, ни ги донират велосипедските паркинзи и бараме дозвола на одредени места од општина за да ни дозволат да ги поставиме. Значи само општината дава дозвола, а паркинзите вие ги наоѓате сами. Да. Година и пол. 19 физични маси. Ние па тогаш негде ви почнавме да комуницираме со градот, така што не се откажување. Не. И мислам и ние не дека имаме некаков голем напредок, ама гледаме на пример во случајот со Словенија, тоа многу ни делуваше мотивирачки, затоа што луѓе во некаква иницијатива кога се ќе пробуваат нешто, па нема да им успе, па ќе се разочарат, па јас никогаш веќе нема да сум активист или не знам. Меѓутоа примерот од Словенија што ни го кажа, луѓето 10 години биле активни, браќале пријави, извештаи, проекти, не знам што, никаков слух од другата страна, некои минимални поправки. Меѓутоа после 10 години дошол градоначалник и заменик градоначалник, тоест главен градски архитект таму, кој што имал поинаква визија за градот. И најнаш ги викнал луѓето и сите нивни барања ги исполнил. Одеднаш и сега Словенија е еден од градовите со најголем пораст на велосипедски сообраќај во Европа. Следваме на Упорност. не, на самите себе во смисла пристап према нештото, на некој начин воспитување, гледиште на работите, ќе се надобрзам, ќе вратам моето прегед за изјавата од премиерот. Еве сега гледавме на тие преговори, првжино, не знам кој одеше само со велосипед. Така? Дали, мислам, тој покрај тоа што го изјавил дека да, велосипедот треба да го ажурираме како превозно средство, само Европскиот амбасадор или што да беше таму, не знам, само тоа беше со велосипед. Така, значи, нас поднебието не ни е решено, во смисла како треба да функционира, затоа и луѓето нема мислат дека да, велосипедот е само за спорт, не е превозно средство и
Или ако е превозно само Или- сегашни. Да, значи, ние трябва да го сватиме самите тоа како така и трябва да го применуваме како така. Не, значи, верувајте, ако Скопје е тешко за велосипеди, Битола е многу по-тешко, буши сме помал град, ама не е страшно. Помогнува пак, меѓутоа мислам дека ќе барем чувството на безбедност поголемо. Ова Да е, е скога слободно. Битола е општ хаос. Ама тој општ хаос придонесува сите да бидат на штрек и сите да внимаваат. Не, ама не, Битола е многу по-опуштена од тој аспект, Да. затоа што значи не фиме гајле, дали ти си велосипед и кај треба да поминиш. Страшно е, верувајте, страшно. Да, сообраќајките овие со смртни последици никош не се случуваат во места кај што не знам, околу пазари, кај што има гужва, кај што сите е хаос, се случуваат во празен простор, кај што возачот не очекува дека некој може да се појави. Тогаш се случува. Битола е од тој аспект е малце по намалена, да речам, таа опасност, затоа што ретки се улиците кај што се вози многу брзо. Така да затоа и нема смртни случаи или И пошто цели се дупки, не можеш многу И брзо. тоа. Значи, улица од 50 метри се асфалтира 5 години, сум срамота. Што прави муавет за нешто А плюси на таа улица, ако мислиш на Довледжик, се. примети на таа улица, например, пази нова улица која се прави, така идиотски е направена да нема например тротоар. Нема тротоар. Тротоарот е... Ама Да, метро, ама да, секој има сјаница да не можеш да возиш. Улицата е направена од 4, значи со 4 ленти, 2 за еден, 2 за друг правец, од кој? Крајната лента од едниот и од другиот правец е моментално паркинг. Значи, обележани улици дека треба да има движење, дека не е тоа место кај што треба да се застане и ја ги користи, значи, пак се следваме на културата на земјата. Да, меѓутоа е културата. Искрено Може да биде поттикната од горе. Тоа е тоа. Денес искрено да ви кажам, денес бев на гробишта на задушници, значи каква организираност имаше за да нема застава во сообраќај, јас во Битола немам видена оваква организација. Од Добра. страна на полиција. Да. Значи никаков застој немаше. Јас онака организација, не знам, помислам дека и премиерот да во Битола нема протокол била на возило. Па значи може така. Тоа Тоа е така да, може, само треба да се насочи кон правата работа, дека и ние баравме да има ден без автомобили во Скопје, а не можела да затвори улица, не знам што. После некоја компанија таму се организира некој фестивал, се затвори улица, значи може да. Сега и се затвори автопатот, француска компанија се За 200.000 други. Ти се сакаше нешто да прашаш? А Буна, дека спомна тој планот од 99-та направен за велосипедски патеки низ целиот град. Сте го виделе тој? Да, И покажем. стварно, сите улици покриено, колку што треба. Дали дозволува сегашната инфраструктура да се направат тие велосипедски А патеки? не, за Не, јас се теоретично. А? Големи. Само на големи, така круг, ако Битола има образ со велосипедска патека. Не Да. значи не се теоретично. И може да се направи сега да се реализира или во меѓувреме се изградува некоја зграда или не знам што се направило. Може да се реализира тоа идеја? Немат некој интерес. Сето тоа се струва и затоа и него. Значи простор постои, само треба жилба да се направи, толку треба. Значи, затоа реков, од кружните, Веро, Педагошка и Црност, на некој начин, тие се големи улици. Нели постои можност тротоарот да се подели како што би требало да се подели. Или И сега не да знам ако имате- се стеснат лентите, не да се одземат пешаците. И Лентите, тоа, и например, тоа. на една улица во Скопје, така што има планот за сега, таа улица што е спомнат Климент Охридски, од која што ги одзедува пешачките велосипедски патеки и направија ленти за коли. Сега лентите за коли ќе се стеснат од 3,5 на 3 метри. 3 ленти по толку кога ќе се стеснат, ќе се добие 1,5 метар од страна за А претходно како велосипедска беше лента. пред да се прошират? Колку беше? Имаше 2 ленти во таа насока, 2 ленти во ова и имаше пошироки. Пошироки за Тротоари. беше. Да. Може просто кажеш. Чекай, Снежка, таа улица мислам дека ја направија сега пред 2-3 години. Во тој момент тие не беа свесни за ово прашање, не помислуваа воопшто и мислиш дека се смени малце менталитетот дури во општината, веќе размислуваат, например, утре ако повторно рашат дека булевар ќе размислат за велосипедска патека или уште се нешто тоа? Па има, не знам тоа за проширувањето, има некаква, според некои
како да кажам, факти, проширувањето ја зголемува безбедноста од бочни судари. Така мислам, сега не сум јас сообраќајен инженер, ама според тоа што го читам, од бочни судари ја зголемува безбедноста, меѓутоа од друга страна психолошки ден возачите возат побрзо и ја зголемува опасноста од судир со пешак или со велосипедист. Некој што вложувал во проширување на булевари, нормално дека е тешко да признае дека тоа влијае на луѓето, меѓутоа мислам дека со оглед на нивната одлука од наредна година да се стеснуваат лентите, дека има нека промена кај. Нема никој директно да признае, меѓутоа ќе се Тоа е. Битола имаше полигон за велосипеди од базена преку пат. Имаше полигон за полагање за припрема на младите шофери. Sad nema ništa. Сега одат во Ресен или Прилеп да се припремају за полагање. То е Битола. Злако за Скопје причаш. Ми немамо ништо. Каков е вашиот став на Сдруженијето за воведување на прописи за носење шлемови и штипници за велосипедисти? Или докаде таа законска регулатива сега да донесете на време, да се откаже? Да, сакаат да донесат да биде задолжително и да се казнува, тој што нема. Ние реагираме дека не треба да биде задолжително, дека не треба да се казнуваат жртвите за тоа што некој друг ги гази, дека користењето на шлемот треба да биде на доброволна основа. Како основа на тоа тврдење, ја зедовме регулативата во Европска унија што постои моментално и примерите од Австралија и Нов Зеланд, каде што воведоа задолжителна кацива и после поведувањето опадна бројот на велосипедисти и со тоа се зголеми нивната небезбедност. Постои така наречена безбедност во бројки, т.е. safety in numbers. Како што расте бројот на велосипедисти на улицата, така се зголемува нивната видливост, така возачите се поспремни да реагираат на велосипед да им се појави од некаде и така се зголемува нивната безбедност. Значи колку повеќе има, толку поголема е безбедноста. Треба да вложуваме во работи кои што ќе го зголемат бројот на велосипедисти, ако сакаме да им се подобри безбедноста. И реагиравме многу и имавме средби со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, чисто предлог беше ова. Беа малца тврди го ставот дека мора тоа така да се направи, па ќе се подобри безбедноста. Ги поднесовме сите статистики. Европската велосипедска федерација прати писмо за поддршка на нашето барање и тоа малку им влијаеше, затоа што нели се стремиме да се согласиме со регулативата. Не постои земја членка во Европска унија каде што задолжителноста на кацигата е универзална. Значи за сите луѓе во секакви услови. Постојат држави кај што е задолжителна за спортски услови, вон град, за мали деца, меѓутоа не постои држава каде што за сите во секакви услови е задолжително. Реагиравме и ја избришаа задолжителноста, т.е. казната, меѓутоа остана во закон, стои треба. Велосипедистите треба да носат, да. Се сеќавам дека баш тоа што реагиравте во влекот. Да. Баш добро направивте, иначе Нема стандард. смета шлемот, не е точно како сепак нешто толку брзо и ќе вози човек во паркот, па само ќе не одбијат да вози. Да, создава слика дека возењето точак е нешто опасно само по себе, а не е опасно само по себе, опасно е кога некој вози брзо и ќе те удри. Тоа е. Имаше прашање? Јас мислам дека најголемиот проблем општо во сообраќајната култура е сега има еден интересен пример за тоа. Има иницијатива во Русија, не знам дали сте запознаени. Иницијатива во Русија, не знам како се викаше, сега има на интернет, на YouTube ги има причињата, кај што се група млади активисти, значи кај што се борат за подигнување на таа свест и се доста интересни, значи ефективни се со тоа што не знам таму пример на големите булевари, колите кај што возат за да избегнат гужвата, возат по тротоарот кај што се пешаци. Тие застануваат тука, не знам, 10 души, не ги пуштат колите, никако дури не се вратат најназад од кај што влегле на тротоарот. Значи пак дека не е улица, тука е тротоар. И исто други проблеми со грешно паркирање, каде што се паркираат на сите страни. Дали се размислувале за некои такви акции, значи си излези на улица, кај што не знам, малце порадикално, освен или се имала само стикна со велосипедите?
ја возиме критичната маса, со тоа на некој начин ги успоруваме возилата и им праќаме некаква порака. Имаме одржан еден протест кога после сообраќајки во кој што загина велосипедисти. Таква конкретна акција не сме имале акции во кои што сме ставале флаери на автомобили, не смете да паркирате овде и така натаму. Имавме акција минатата година за воздухот, кога беше екстремно загаден во Скопје со големи платна на кои што на кои што пишуваше во Скопје можеш и без кола и твоето дете го дише чадов, смени превоз, некои такви пораки сигурно ќе вториме година, меѓутоа баш таква акција сме немале. Сме имале идеи, меѓутоа не Дете го правиме во Одес, ние не сме имале можда сите идеи да си ги реализираме. Што ги занимава со како да значи му спаделе пиштоли или што такви работи? Ова по дефолт во есенција е зелена иницијатива. Во Македонија имаме зелена партија. Дали ви имат контактирано, како гледат на вас, дали сакате, имате волја да соработувате со некој од таа? Сме имале контакт, особено законот за кациги кога беше, имавме контакт со пратеници од ДОМ и со ВМРО ДПМН. Имаме поддршка од ДОМ, има и некакви тие во нивните програми заложби за велосипедски сообраќај, мислам дека наредните избори ќе имаат уште повеќе. Тоа, не знам, мислам, не е доволна заложбата, јас не сум слушнала нешто во парламент која дискутираат за буџет, не следам толку да бараат повеќе вложување во велосипедски патеки, меѓутоа мислам дека тоа треба да го има. Треба да го има во иднина, затоа што не е ова за нас, за одредена група на луѓе, не знам, 30 активисти или 5-6 града кај што има иницијативи. Мора да се свати поволноста целокупно за општеството од вложување во велосипедски сообраќај. Не велиме дека велосипедот е решение за точакот, за многу од градските проблеми. Значи се соочуваме со проблем на загадување. Имаме овде некои статистики, во нашата држава не е измерено колку посто на загадувањето од каде доаѓа, дали толку посто од грење, толку посто од сообраќај, толку посто од индустрија. Меѓутоа за Европска унија има и вика дека 1/4 од стакленичките гасови доаѓаат од сообраќај. Они што ги предизвикуваат климатските промени. 34% од ПМ10 частичките во ЕУ доаѓаат од патнички сообраќај. 40% од ПМ2,5 тие се уште полоши, уште посетни частички, исто така доаѓаат од патнички сообраќај. Се замислете возниот парк кај нас е уште со помали стандарди Евро 1-2. Значи можеби влијанието е тука уште поголемо од сообраќајот. Едно е загадувањето, друго е здравјето на луѓето. Се смета дека секој човек треба да има барем пола сат умерена физичка активност во денот. Ако му обезбедиш велосипедски патеки, секој понекогаш ќе вози, не мора секогаш, не викаме луѓето целосно се откажат од колите, туку понекогаш да возат точак. И тоа ќе придонесе поголемото здравје, тоа ќе придонесе помалку кардиоваскуларни заболувања, помалку отсуство од работа, има такви статистики во Данска и Холандија, дека луѓето што доаѓаат со точак на работа помалку отсуствуваат од работа. Навистина ме провоциравте сега. Јас сум електроинженер и баш студирав за штетните, имавме предмет за штетните гасови. Не ми е јасно како може само од колите да доаѓаат штетните гасови. Значи ние во Скопје, денес кажа дека моментално во Европа, Скопје и Тетово се најзагадените градови. Денес тоа го кажа. Дали воопшто вие презедовте некаква иницијатива за тоа дека на фабриките во Скопје, железара, земете, не знам кои други фабрики се таму во Скопје, дека нема филтри. Филтри нема, тоа е основа. Во центарот на Париз, каде што има толку многу сообраќај, значи не е толку загадено колку што е во Тетово и во Скопје. Замислете. Како можете да кажете дека се од коли, од исто? Не, се од коли. Јас кажам за Европска унија, може да кажете 34%. Не, значи од помалку податоци за Европска унија? Да. Ама не ми јасно зошто не се борите, ето Лилјана Поповска еднаш само има излезена, да се бори против загадувањето, да се стават филтри на железара, на железара.
Вие имате излезено воопшто да се стават филтри, значи треба Јас сите лично имам. компоненти да се вземат во обзир. Имаме Јас лично имам критична само маса такви- битола на точек, беше од крајот завршетокот од критична маса беше Фредерик Битола. И ние сме имали Ние два што пати. направивме за Значи тоа. не е до нас ние да направиме. Ние ургираме во сето. Кое? Кој? Знаете колку е Мнозинство, загадено маса на битола? луѓе треба за Загадувањето- сето тоа. Забавен по еден збор е позвичен. Еве кренете рака им поем диваре. Загадувањето или зголемување на ПМ честички и се останато, овој период е прво од грејење, значи најголем дел луѓе да се греат на дрво или на не знам, на нафта, на мазот, јаглен и така натаму. Второ, зголемена фреквенција на возила. Се полошо време и цела повеќе користење на Битола каде? повеќе користење. Не, општо генерално за Македонија. Полошо време, ладно време иницира повеќе возење на повеќе потреба на кола. И сверувам дека во Скопје пример е зголемена фреквенција на сообраќај при дожд и при ладно време. А општо Битола има и премногу лош јавен сообраќај. Не знам кој користи пример автобусе, јас имам лична потреба, живеам да речем на периферија на град. После 8 уствари, 10 веќе премногу. После 8 навечер нема никаков јавен превоз. Не знам дали некој е воопшто засегнат. Значи после 8 градски превоз во град нема. И во сабота, во најдата. Во недела веќе воопшто нема. Во недела воопшто и нема. Значи и од Сабајле нема. Евентуално спомна за Душница може до Света недела да има денес нешто. Јутре. Па за таму одим. Сашо да кажеш? Јас се пригам најдено за Европска унија. Кај нас може би е поинаку, кажав дека не е измерен со односот што од каде доаѓа. Ние како на точак се залагаме, мислам нашата тема е транспорт. Јас лично како граѓанин се грижам за сите работи, кога имало некакви реакции и протести сум учествувала. Дури и со на точак критична маса имаме возено до пред Железара и до пред Охрис со протестни пораки. Беше постигнато. Па сега нешто постигнато. мислам дека со еднаш не се постигнува и со мал број на луѓе не се постигнува. Може да се надобра за истото. Иво. Значи, со мал број на луѓе не се постигнува. Вие сметате дека некој ќе алудира рек Битола да се затвори работи кај што 80% од луѓето работат таму во модел. Се стават филтри треба. Значи, таа е целта. За да се стават филтри, треба да оди комисија да го измери сето, да каже дека дужи не се постават филтри, а имаше и таква иницијатива. Комисијата се основни нормативи во секоја термоелектрана да има филтри. Нормално дека треба да има филтри. Дали државата има интерес да го спроведи тоа? Како нема интерес? Па зошто не го спровела ако има интерес? Добро. Драган сакаше да кажеш? Да. Значи ние кога излезиме на Битола на точек, конкретно, нас уште ни се посмеваат после 2 години возење точек. Не прават, ова е собир и мислам дека ние се зафркаваме со тоа. Значи возиме и не знам. Да сликаме. Да, за сликање, дека на Facebook дека треба да се пријави. Дали имате слушнато на Телма имаше предвадена за професорот во Мануша рече? Не. Да, тоа рече дека Битола. Да. Мала шепта, да. И мислим дека ние можеме да го решиме тој проблем. Имаше иницијатива, Битола сакаше исполнува, пробаја се смеја на сето тоа, така? Ги врзаја дека се политички врзани за нешто да се искомпрометира и не знам што бали да се земат. Значи, се е до народот, на краја свет до народот. За било што и да се постигне, се треба од народот да треба. Филтрите самите по себе се подразбира дека треба да има филтри во електроелектраните во фабриките. Мислите дека ние со иницијатива Битола на точек можеме да го постигнеме тоа? Треба маса. Аз Ние тоа го кажуваме дека треба маса на луѓе за да се постигне тоа. Свеста е на многу. Затоа ви реков јас, која маса на луѓе кога 80% работат во рек? Таа маса на луѓе, ара правиме муавет за град од 50.000 луѓе, кај што има 100.000 автомобили. Секоја фамилија има по 2 автомобили. Добро, Драган? Се сложена дека изявувањето е дел од ова иницијативите на точек, пошто пак еден од аспектите зошто се бориме како и да е против
толкава употреба на автомобили е загадувањето. Е еден аспект, ама не е само единствен. Значи не избега дискусијата малце тие изврти со прашањето, ама окей се дешава, сваќам. А околуто исто прашањето кое се наметнува, а што постигнавте вие, тие или ние? Овие се само иницијативност. Како вика, напори на само иницијативност. Секој има лична одговорност и ти имаш лична одговорност. И јас имам и секој присутен овде. Прст може да е вперен секогаш во центри на мок и во тие што располагаат со средства финансиски. Као најголем дел од NGO-та што перат пари. Кој сака нека напаѓа ставот, но чека, извини, само се дискаш. Нема немично да одам на протести, ќе направам радикални протести или направи го тоа. Направи го, земи бомба и направи го тоа, ако мислиш така начин. Не, ама гледај, знаеш кој е мојата, пошто многу е лесно, јас не... Чека, извини. Окей бе, да, јас сум за порадикално. Чекај малку. И јас сум за порадикално, значи, окей, ама постојат степени, како се оди, која е свеста и како треба свеста да еволуира. Постојат степени. Ако луѓето би биле спремни на тие порадикални мерки, би ги брезали. Не може да се сфорсират радикални мерки, додиме се ги најрадикални да бидат во намерите да преминат од протести во демонстрации. Треба време за да се и свеста да еволуира и подготвеността на луѓето да се борат. Значи не можеш само прст да впериш, вие. Прво прст кој ќе вперваш треба во себе, не ти се обраќам тебе лично, туку да секој присутен, вклучувајќи ми мене. Кога ќе поставаш прст кон некој, прво кон себе се постава прстот. Што правам јас? Овде, во салата, во битола, дома, на секој можно место. Од тој аспект навлегов во дискусијата, пошто ме нервира кога се поставуваат прсти, а не ги поставуваме кон нас. Што правиме сите ние. Ние овде да работиме, аз лично и си изјавам некоја што договорност, пошто се трудам максимално да бидам активен. Али како и да прашањата се комплексни, не може така едноставно да се каже, што е направено. Овде ситуацијата општо е за нигде, така да генерално од кај да тргнеш хаос. Отом потом. Секој ден на вест имаме протести, веќе никој не ги запазува тие протести. Добре, сагаш? Не, не знам. Секој ден кој ќе отвора Facebook, да отвориш, обично ќе визи на homepage некоја приказна дека во не знам кој тој град во Франција за еден ден собраќа во центарот или осмо дека поината 2019 ужото јадро од градот воопшто кола да не помни. Гледаш дека добаш печатот, читајте и тие стати, дека е некој светски тренд да се намали собраќајот и да се оди кон повеќе велосипедизам. Се запрашувам јас, значи, дали тие луѓе што имаат моќта во моментот во општина или било кои институции, дали не и гледаат тие вести, не стигнуваат до нив, за да сватат дека ето светски три да речат, дај да направиме нешто во нашиот град. И дали ствари можеме ни да осмениме то, со што ќе му пуштиме френд реквеста на сите тие од општината, ќе знаеш кои се таму. Патињата, во безбедност, комисија, во прелачо, му пуштаме френд реквеста, тие прифаќат сигурно све, и ги бомбардираме, и тој секој што отвори homepage, ќе му излегва дека до 2019. И тој читајќи ги тие работи, може за година дена да речи, море, видиме, дај битоме да свртиме на вас страна. Например, не знам, давам кој идеја. За 60 денари, 70 денари, 80 денари литар бензин и дизел. Мислам, дај не бидете наивни, општо сите не сме наивни, тоа е бизнес. Тоа е индустрија, нафтена индустрија која профитира од тоа. Ова другото е непрофитабилно за нив толку и затоа се форсира таа индустрија. Другото може да биде чисто, само се дискуира, чисто популистички мерки, пошто има ваква или онаква тенденција. Генерално е бизнес. Мислам, ако сака може најмно да третира. Имаше. Така, 2-3 години, не знам колку сте запознаени, се случва недела на велосипедизмот во цел свет и исто тоа се случува и во Македонија, конкретно во Битола, пошто ние го пратиме тоа, се бара од нас некаква можност да поможиме да се изреализира на начин како што треба да биде. Ние бараме преку цела година од истите тие луѓе што барат од нас 7 дена, 10 дена, колку даја недела на велосипедизмот, барат, значи, да им поможиме, ние бараме цела година. Тие не наоѓаат никаков начин да ни поможат, значи да ни возвратат на... Да ни помагат нас, за сите општо... Тоа е воопшто, значи, тоа наточек е иницијатива спонтан собир на велосипеди, треба да ги насочиме луѓето кон
поздрав живот кон помалце загаденост и сите тие работи. И, значи, на таков собир, кај што официјално и отварање и приказ, то има, не знам, тркање на велосипеди од точка А до точка Б, има изложби фотографски за велосипеди. И накрая се следва и ги собират учениците од училишта. Да, значи, иначе не правдани. Спрајкат барање до професорот по физичко дека мора на тој ден да собери 10-20 ученици кои мора да бидат, пошто како поинаку. Поќе луѓе во камера. И друго мислим. Добро? Сакам да реплицирам. Како што кажа тој дека доколку надлежните центрите на МОР следат некои стати, светски трендови за до 2019-та, не знам, во Осло, да се намалат скроз автомобилскиот сообраќај, да биде се на велосипедисти и на пешачење. Јавен превоз. Не знам, кај нас и да се трудат центрите на МОР тоа да го брат. Мислам, не замислив, сепак. Кај нас културата општо, кај луѓето одма ќе те направи глуп. Ма комплементарни се тие процеси. Комплементарни се во Да, смисла... Кога долго ќе се озре, Борек има Борек, некој сама е нешто имагинарно, викаме преку ноќ се случи чудото, да речат, ајде сега светски тренд, во Битола и Скопје и сите градови, еве акција, се на велосипедисти, не знам, закони, некои нови. Одма ќе рече, што му е новина? Глуп е овој. Знаеш, овде ние многу и ќе се навратам и преге за протестите. Тие протести се светла точка тука, сите, значи, веќе дел групи на луѓе работат на подигање на свеста кај другите луѓе, овде кај нас луѓето се многу заслепени од секој можен аспект. И тоа е многу лошо. Многу лошо. Друга тема. Тврди како камен, тураш вода, камено нема шанса да преми вода, така ти оде така. Народот никогаш не е иманентно лош застапен, туку е склоп на структурата и системот во кој живе. Но тоа е другата. Две финални прашања. Првото прашање ми е, имам неемпириски стереотип, мислам, дека повеќе возат мажи, одnosno жени точно. Може тоа да е традиција на патриархалната култура, во која што мажот е веројатно по-прилагоден да вози жената можеби срамно. Се враќам во традиции некој 50, 60, 70 години назад. Барем мислам психолошки дека е тој момент. Дали имате некаква статистика? Дали на точак доаѓаат повеќе машки и женски, како било кој вози повеќе точак? Немаме официјална статистика. Нас ни е впечатокот дека секојдневно на улица како превоз повеќе мажи има. Особено од постарата генерација, тоа си има такви некакви традиции позади себе. Меѓутоа исто така чувството на безбедност и желбата за преземање ризик, не знам како да кажам кај мажите, што може би е поизразена, зашто условите се реално небезбедни. Експерт за урбан велосипедизам од Словенија ни кажа дека кога ќе се појават жени, повеќе жени на улицата, значи дека условите станале побезбедни. Тоа е мерка за условите во градот. Добро. И ако нема некој други прашања... Многу на точак сме повеќе жени. А на критични маси мислам дека е балансиран. И тоа како е машки? На критичната маса мислам дека е балансирано присуството. Првично темата беше безбедност во сообраќај, како дополнително сообраќајка. Конкретно за Битола верувам и општо сегде, мислам дека главни иницијатори на сообраќајка се таксисти. Сега не би рекол. Добро, тоа може моје лично мислење. Најмногу се вклучени во сообраќај, конкретно ете во еден град, најмногу врват километри дневно. Ќе меташ во сообраќај, значи да ги направиш. Добро, да ја завршам мислата, па после... Мислам дека за нив нема посебен... Имаше некој најави за закон, нема посебен степен, пример, на дополнително тестирање, пример. Кој може да биде таксист или кој не може да биде таксист. Оти се пак возат луѓе, професионален шофер. Исто важи за шофери на автобус. Јас, пример, конкретно, многу пати сум бил загрозен во овој град од шофер на градски автобус.
не те перцепира, ти си помал, тоа е поголем. Исто и со таксистите се случува. Значи се вклучуваат на кој премин сака, ти си пешак, не те перцепира, со точак возиш, не те перцепира, со кола возиш, пак тој секогаш има предност. Предпоставам, и колите им се најверојатно осигурани, значи тој и да биде удрен на повисока ставка, може би па на тоа не гледаат многу. А и да погледнеш во град, најсудрени возила се познат таксисти. Може би се повпечатливи. Значи пак работата е сведбаме на културата. Не. Исто шофери примери со камион. Ти си со кола, тој со камион. На кружен тек. Тој е засилен, ти си внатре во текот, тој има предност, тој е поголем. Осмели се да помириш моментот. Во контекст на ова, на односот на посилните кон послабите, постои во Холандија, во Австрија, во Данска, во Франција, не знам, во многу земји од Западна Европа и скандинавските земји, концепт на strict liability, тоа значи строга прекршечна одговорност. Мислам дека така се преведува, ако има некој правник, нека ме поправи. Таму при евентуален судир меѓу возило со возило, возило со точак, точак со пешак, се зема по дефолт, значи по автоматизам, дека е виновен посилниот. Не е кривично. За кривично посебно ќе се стража, меѓутоа прекршечно мора да плати оштета тој посилниот. Инаку се разбира, му се остава можност да докаже дека е невин на суд во процес, меѓутоа тоа предизвикува многу повеќе да внимаваат во сообраќајот. Например, ако велосипедист удри пешак, по автоматизам е виновен велосипедистот што тој е посилниот. Ако кола удри велосипедист, виновен е возачот на колата, тој треба да му плати оштета. Мислам, има многу анекдоти од пријатели што биле во Холандија, Данска, како возачот вози, има тука пијани велосипедисти пред него, не се не нервира, си вози. Пијани се нешто се зеза и едноставно кај нас би рекле, ќе ги изгази некој, после друг им е крив. Мислам, тоа мислење многу е присутно, особено на социјалните мрежи, не знам, дзидна со враќањето срам. Види, кај пренаменуваат и после други ме крив, значи треба да ги изгазиме, треба ние да ги казниме, да ги оцепиме животот. Ако тие направиле некаков прекршок, ако направиле прекршок, нека им пише полицијата казна, меѓутоа не е задача моја како возач да ги казнам со тоа што ги изгазам. Значи да се надоврзам, фино каже дечкото, закон за таксист, значи нешто да дополага или за сигурност за такви работи. Значи, како и за многу други работи што во Македонија се почнува од озгора, закон за велосипедисти носат не знам какви ставки дека треба кацега, дека треба елече, дека треба предно светло, задно светло, сето тоа ќе. Меѓутоа, тие ги немаат решено ставките кај што се помногу бројни возила, камиони и наоѓаат наздане. Најверојатно во не знам, во критичните маси видоа маса на луѓе што мислеа дека ќе им се спретистави на некој начин, кој ние бараме само решение на урбаниот план, олеснување на пристапот сегде, затоа со точак на некој начин ќе бидеш побрз. Конкретно за Битола прав. Да, Битола ми сам совршен град за тоа. Значи, сегде... Може и други. Да, во Скопје... Јас кратко само прашам интересен дали има информација колку кошта, колку милиони евра е 100 метри велосипедска патека. Не ми интересира дали има нека сума по стандарди некои се одреди. Оти за пример автопат се знае дека кошта толку 100 метри. Немам информација, сакам да добијам. Меѓутоа многу поевтино отколку автомобилска лента. Да, ме интересира. Им заради ширината што е помала. Им заради ширината на лентата. Носивоста треба да е помала, автомобилските ленти барат посебна технологија. Велосипедски патеки. Ме интересира да се некои астрономски суми, тоа ќе разберам дека е тоа ситуација во Македонија е тешка и посебно на памет. Тие велосипедските патеки покручина се Не знам. Добро, нема тоа. Не знам, само може да се... Дали постои?
Не, кога одредени проекти, не знам, се случуваат, например, реконструкција на патека и тоа тогава сумата. И само да си пресметаш колку би било по километар. Знам за автопат се зема добра провизија, ама за друго не знам. Океј, има уште едно прашање, тоа е дали се информира дали има во некоја земја закон во кој што се учат во основно училиште децата да возат точак, како специјален час. Да, има дел од образованието, сите земји кај што сериозно се сваќа велосипедот како превозно средство, се учат децата од мали и теоретски сообраќајни правила и вештини во управување на велосипедот и многу интересно почнуваат автошколи во Шведска, во Австрија на возачи, идните возачи кои што учат да возат кола, имаат неколку часа да возат точка. Значи не се гледа веќе на проблемот на сообраќање само од аспект на возење кола, туку од аспект на мултимодалност. Ем да научат да ги користат сите превозни средства, ем од друга страна да знаат како да се покажат на тојште на точак и да се однесуваш по-инаку кога си од другата страна. Кај на статистиката вика дека за 2014 ова и во другите години прилика исто, во 94% од случаите на сообраќајни судири виновни се возачите. Тоа е многу висок процент, 94%. После тоа се патниците, некош патниците му влијаат на возачот, па дури после тоа се пешаците или велосипедистите виновни. Сите последни сообраќајки со смртен резултат во Скопје што беа виновни возачите. Значи не може еднакво да ги третираме. Ем поради тоа што не може да нанесат штета кога се пешки и точак немаат метален оклоп, не се движат со голема брзина, колата е оружје. Ем затоа што статистиката вика дека во судириве грешеле повеќе, значи мора да се насочи кон таму и кампањите и образованието премногу одговорно да се вози кола. Јас возам кола понекогаш. Имавме минатата година во соработка со АМСМ на точак. Имаше обука за инструкторите во АМСМ како да им предаваат на идните возачи за односот кон ранливите учесници во сообраќајот. Имавме експерт по сообраќајна психологија и социологија од Австрија. И тој уште попластично тоа ни го доближа колку е сериозно да се управува кола. Затоа лекарско се вади. Кон издавање на лекарско мора многу сериозно прво да се приде. Тоа е првиот чекор. Не може секој да... Јас се сеќавам многу формално ми го даде. За вид, за слух ми тестирам, психолошкиот тест не се сеќавам дека го имав. Прво тоа, после часовите, начинот на кој се приоѓа кон идните возачи, едно да ти велат, почитувај ги сега правилата, од утре не мораш. Сега дори положиш. Имаше Ралф Рисер, експертов што го спомнав, многу интересна споредба, небезбедни земји, релативно безбедни земји и многу безбедни земји, што е разликата. Во небезбедни земји им викаат на возачите, почитувај ги сега правилата, а после не можеш. Во безбедни земји им викаат, почитувај ги правилата, очекувај другите да ги почитуваат. Надевај се на дека луѓето ќе функционираат совршено, дека ќе почитуваат све. Во најбезбедните земји им викаат, почитувај ги правилата, очекувај дека некој нема да ги почитува. Прифати го тој факт. И ќе се однесуваш многу поодговорно и животот ќе бидат заштитени. Сепак животот е поважен отколку брзо да поминеме. Групата била сака чествост. Првиот протест што го направи излегла луѓе, имаше масовно излезеност на луѓе, така првиот протест. Се протестираше пред општина Битола, значи кај градоначалник. Не. Првиот протест беше пред Домот на културата. Добре, ама после тоа се правеа протести пред општина. После тоа втор протест и толку немаше. Зошто никогаш не се упати протестно писмо до ЕЛЕМ? Значи одговорни за рек Битола се ЕЛЕМ, Електрани на Македонија. Тие треба да постават филтри, тие се одговорни. Че рек Битола спаѓа под капата на ЕЛЕМ. Зошто не се упати протестно писмо до Европската комисија за енергетика? Кажете. Хемиска
анализа на частиците се правеше. Хемиска анализа на частиците се прави за една недела. В било која лабораторија европска да правите, за една недела би се готови резултати. Јас уште не сум по тек сега дали работи мерната станица Битола 1 или не работи. Требаше да се набави нова мерна станица. Па не знам што мислам со сето тоа. Дали воопшто се релевантни резултатите или не се релевантни старата мерна станица. Само знам дека покажува многу голема бројка на PM10 и PM25 частички. Битола сака чрез воздух доби 20.000 евра, кај се искористи да не пари, во кои анализи, во кои истражувања. Значи, вака, јас не сум член, нити ме интересира, нити имам некаква... Немаше масовност, првиот протест имаше многу голема масовност. Само после луѓето изгуби интерес, гледа вида дека ништо не се... Се губат луѓето некако интерес после првиот пат. Од еден протест ништо не се постигна. После, значи, треба упорност, очигледно. Јас не сум член, нито ми интересира, јас учествував и на првиот и на вториот протест и како поддржувач на и од друг аспект. Значи, може нив треба да разговарате на тој. Ние не можеме да влеземе во Европска унија со такви термоелектрани, со такви фабрики, прво тоа. Нас не е јасно кога се случува тој протест. Значи, вервајте, ево јас да се надобрзам на тоа, како 13 години возам велосипед, значи, со сесија имам сочено, точак. Значи, со оглед на тоа што се случува од страна на Елем, на РЕК, Битола, според мене, досега требаше да биде, значи, да имаме бесплатна струја, да имаме парно, да има, знаете каква планина имаме, што не е воопшто искористена. Значи, не рехабилитационен центар, што требаше да изобилува со Битола апсолутно може да живее пола град од место од РЕК, да живее од пелисте, од планината, од туристички водичи, од... Значи, се може да се случи. Ама шо пред од овиот Битола сака, че Значи, тоа не, се пише? Тоа потекнува од тие што се нас имат голем интерес. Значи, мед богатите битолчани знаеме од кај се. Снежана, знам дека се спреми со ливче за статистики, плодото на дискусијата беше малце дифузно. Прашам само нешто. Значи, еве, општина Центар, не знам сега, тоа ме интересира. Има ја субвенција за купување на велосипед. Колку е тоа успешно и колку дали имате некој? Мислам дека два пати до сега се случува година, 800 негде имаше втората по 1000 субвенции дадоа за Тоа супер. За точаци? Да. И сега не е идејата само да дадат субвенции, туку треба да се подобрат и условите, ние така реагираме. Сам поддржуваме тоа, меѓутоа има чекови кои што треба да се направат. Имаме некаква комуникација со општина Центар. Не знам, се надам ќе... Зашто скоро ја обновивме, имавме пред неколку години и сега пак ја обновивме, се надам дека ќе ни излезат во пресред на барањата. Не само со загадувањето, со здравието, со губењето на зеленило, за се шират улици се губи зеленило, за се шират ленти за коли. Потоа физичката неактивност кај населението. Многу проблеми можат да се решат ако се зголеми бројот на луѓе што возат точка. Затоа преќе почнавме Добршек, сметаме дека велосипедот е решение на многу од градските проблеми и нашето залагање е за поквалитетен град за живење. Не е јас како Снежана, ние како Наточак сме некоја група која што се грижи само за себе, ние сакаме сите луѓе да имаат можност да возат точак. Дури оние што не можат да се откажат од колата, еднаш неделно да возат точак. Тоа значи еден од, како му доаѓа, 1 од 5, за 20% ќе биде почист воздухот, мислам, однос на нивните лични емисии. Снежана, вечерашна дискусија изобилуваше со интервенции, прашања, дифузија, па враќање. Знам дека се спреми со доста информации во ова флоу на дискусијата, веројатно можеби се изгубило нешто што сакаш да кажеш, па ете се имаш последната прилика и апел аманет до публиката и до сите што ќе гледаат ова
што знам да возат точка. Колку нема повеќе, толку сме побезбедни. Сериозни промени мислам дека нема да има се додека некој одгоре не ги свати па направи некакви сериозни чекори, меѓутоа и во овој момент можеме лично да направиме некаква промена. Во однос на грејење можеби сме финансиски ограничени, мораме на дрва да се грееме, меѓутоа во однос на превоз мислам дека можеме попаметно да бираме. Има некаква статистика, пак се враќам, дека 30% од патувањата во Европска унија просек, тоа важи рече сите градови кај нас, се помали од 3 км, 50% се помали од 5 км. Тоа се сосама окей дистанци за возење точак, за пешачење. Град како Скопје мора да има и сериозен јавен транспорт, зашто е многу поголем. Меѓутоа, мислам дека има потенцијал и ние настапуваме како на точак, ние настапуваме дека знаеме дека тоа е решението. Са вие ако не сте сватиле, не сте сватиле, ама ние ќе направиме вие да сватите. Тоа е нашиот пристап. Скопје мора тоа да биде, нема друг начин, значи градот расте, доаѓаат нови луѓе, има потреба, денес луѓето имаат многу повеќе потреба да се движат како порано, во текот на денот милиарда активности и стрекавање со луѓе ваму таму, значи повеќе патувања правиме. И повеќе луѓе, повеќе патувања, повеќе потреби не може да се решат со 100% од луѓето да бидат во кола. Нема простор. Ќе го изгубиме градот, ќе го изгубиме јавниот простор за лимината, пак има гужви, пак има нервозни луѓе, пак има сообраќајки. И нашиот настав е таков, дека решението е тоа и се бориме да Скопје да стане стварно велограден ден. И упорност. Кога е критичната маса во Битола? Сега последен четврток од месец. Добро, каде може да ве контактират на Facebook? Да, има печ на Facebook. Слободно. Било каква е информација за било што во врска со точаци. Како се објавува Битола на точка. Мислам дека не треба да се откажеме колку и да е мал успехот, зашто тоа зашто се залагаме не е некој хир, туку е стварно потреба на градовите и дека кога негде ќе почнат во некој град, било кој, да се менуваат работите, ќе почнат другите да видуваат стварно ова е можно кај нас, можно е во Македонија. Моментално мислат, тоа не може кај нас, може само во Амстердам, таму е друга културата, како таму да е зададена од секогаш, а не се сменила и таму се бореле луѓе да се смени. Така да тоа би било мојата прака. Значи, заклучок, касни во 30-40 години, битно ќе се промени. Фала Битола на точак, фала Снеже, се гледаме нареден четврток.